Му благодарам на Васил Илјов за исцрпното излагање. Тој е еден од оние први учесници на овој театарски маратон, како што првично се именуваше, на трибините, култните трибини македонците од древнина до денеска, во кој учествуваа 8 луѓе кои отвараа забранетата приказна за македонската историја. Народот кој го учеле да не се сака себе си, да не се почитува себе си, да нема љубов кон себе си, тогаш не може да има љубов ни кон ближниот. Таква беше нашата македонска приказна. Почнав со првиот театар Скрб и утеха, Војдан Попѓорѓиев Чернодрински заврши како библиотекар во Софија, заборавен од македонската социјалистичка држава. Кога македонските театри гостувале во Бугарија, никој не го поканил на представата, ниту го посетиле, ниту го прашале како му е. Од кога почина, по 10 години се сетија нашите учени дека Војдан Попѓорѓиев Чернодрински е основоположник на македонскиот театар во 19. век. На некој начин судбината се повторува. Театарот Скрб и утеха повторно е во библиотеката. Јас не ја барам својата слава. Има друг кој ја бара и кој што ќе суди. Се надевам дека нема да преминеме во илегала, дека нема да мора да се криеме да кажуваме дека сме македонци, дека ќе можам со отворено срце да им кажам на македонците во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија, во Србија, во Гора, во Албанија, во Голобрдо, зошто тие не можат да доаѓаат, зошто јас не можам да поаѓам кај нив, зошто не можам да правам представи и така натаму, и така натаму. Ар македонските слави не завршуваат. Ние ги дислоцираме. Пред еден месец бев во Крупник, во Пиринска Македонија и снимив 3 документарни приказни и ги именувам дека е тоа новиот метод, новиот форум, новиот пленум на Дионисовите, односно на македонските слави. Ќе го направам истото што го правил Еврипид, го повикувам Господ да пресече или во духот на христијанството, оставам се во Твои раце, Господи, и овој театар, и овие слави, и оваа земја. Зошто Тој на крстот им кажа, прости им, Оче, не знаат што прават. Но ако тие знаат што прават, тогаш го носат целиот народ во проклетство и во гибел. Зашто доволно беше крв, доволно луѓе се заклани, убиени, потоморени за оваа Македонија. Ние денеска да ја живееме слободно. Зашто овдека требаше да бидат македонците од Пирин да ги пеат своите песни, македонците од Егеј да ги играат своите ора, македонците од Гора и Голобрдо да екнат тапаните Хомерови од Дамар. Требаше да дојдат македонците од Србија, но тие денеска не се овде. Има ли некој кој ќе одговори зошто, кој забранува и како треба да ја славиме македонската култура? Зошто постои Македонија? За да се откажеме од своите македонски браќа што се вон границите, се правили новиот Берлински ѕид, кој никогаш не е урнат. Падна Берлинскиот ѕид, но постои македонски ѕид. Духовно робство на еден народ кој продолжува и денес да се поништува, да се негира, да се убива, да се распнува. Не, ар македонски слави, се води битка меѓу светлината и темнината. Македонија секогаш беше во светлината. И затоа ја барам вашата поддршка, кој сака да даде кратка изјава како поддршка за продолжи оваа наша работа со македонските слави, со театарот Скрб и утеха и сите овие луѓе што не поддржуваа со години, еден од нив и професорот доктор Ташко Белчев. Ви благодарам, мир вам, да се видиме во светлината македонска.